Добре дојдовте во 3D центарот во Скопје. Овие минути за стоматологијата ги посветуваме за темпоромандибуларните нарушувања, односно вилични заболувања, а во оваа проблематика ќе ни помогне докторката Елена Василевска-Ѓорѓиева. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов, благодарам на поканата, чест ми е денес да бидам ваша гостинка. Докторке, ајде за почеток да објасниме за овие вилични нарушувања. Што е проблематиката на овие вилични нарушувања? Може ли да им доближиме на нашите гледачи? Да, темпоромандибуларните или виличните нарушувања се една проблематика која што не е доволно обработена и на која што не е посветено доволно внимание во стоматолошкиот свет. Никако мене ми беа предизвик по специјализацијата од ортодонција да се посветам токму на овие нарушувања, затоа што проблематиката и симптоматологијата која што ги следи овие проблеми е навистина опсежна и дури 70% од населението има проблем со темпоромандибуларно нарушување. Така да и кај најмалите може да се, најмладите деца во раст и развој може да се јави, значи во фазата на адолесценција, зависи дали има некоја аномалија во однос, скелетна аномалија во односот на вилиците и може да отиде во една насока на симптоми на темпоромандибуларно нарушување. Кај повозрастните пациенти пак опфаќа нарушување заради протетски изработки, скелетни аномалии, малоклузии кои што постојат уште од најрана возраст, а исто така бидејќи станува збор за виличниот зглоб, тој е зглоб како и сите зглобови во организмот, па сите ревматски заболувања, сите системски заболувања поврзани со мускулоскелетниот систем можат да го зафатат и овој зглоб. Така да различни артритични промени со една богата симптоматологија се дел од овие нарушувања. Овде веднаш се наметнува прашањето, а верувам дека и гледачите ќе ги интересира, но која е причината за настанување на овие проблеми? Како што напоменав, значи лошиот сооднос на обете вилици, неправилноста во положбата на забите, неправилноста во положбата на вилиците доведува до нарушување. Денеска се повеќе се сретнуваме со млади генерации кои што сведоци сме на отежнато дишење, чести алергиски проблеми, значи зголемени аденоиди уште од најмала возраст и некако целиот тој орофацијален систем не се развива правилно. И значи на самите почетоци уште кај најмладите веќе се појавуваат симптоми кои што ќе доведат после до темпоромандибуларно нарушување и до одредена симптоматологија која што е захтевна за третман. Се заинтересирав и пред да се сретнеме, малку истражував на темата и најдов, ќе ме поправите доколку грешам, најдов на податок дека овие нарушувања се почести кај жените во споредба со мажите и почесто е кај белите луѓе за разлика од афроамериканците. Дали овој точен податок? Точен е, токму така. Тоа е зошто е повеќе во женскиот свет во однос на машкиот, се сметат хормонален статус, стрес релацијата и така натаму, значи воопшто една стресогена компонента која што е можеби поизразена во женскиот свет, а афроамериканците заради целата физиономија и сосема различна карактеристичен изглед, таа бимаксиларна протрузија кај нив ги штити на некој начин од оваа проблематика и се заштитена популација. И сосема поинаков третманот, знаете, секој континент има свој третман и азијатите се развиваат во еден правец, ние белите европската школа па и америчката се разликува до некаде, африканската школа веќе е сосема поинаква. Можеме ли да споменеме кои се симптомите кои што се јавуваат, како да препознаеме дека имаме ваков проблем? Значи симптоматологијата е навистина опсежна. Може да биде од дентално потекло, значи да биде поврзана директно со забите и со забалото, па локално пациентот да чувствува болка еднострано, штрекање, прободување, без да има дентална патологија на забите, да чувствува оптеретување на одреден дел, пародонтолошки страдаат, одредени заби кои што се повеќе оптеретени од други, ако не е во баланс загризот. Тоа е значи во однос на денталната патологија, а од општата симптоматологија навистина има една плејада на симптоми. Локално може да бидат лоцирани на самиот зглоб, кликање, прескокнување, потоа закочување на вилицата, вкочанување, болка локално, ирадирачка болка која што оди како лепеза, невралгични асоциација на невралгични главоболки кои што се мешаат тука, да речем диагностички, главоболки,
карактеристични главоболки, еднострани кластер главоболки почнуваат од напред кон назад како оков. Често пати мигрената се меша со темпоромандибуларни главоболки, бидејќи навистина постои една дистинкција и останува не до крај дијагностицирана мигрената дали е вистинска мигрена. Затоа што кога ќе кажат пациентите ми шета една па друга страна, тоа не е мигрена, тоа е веќе темпоромандибуларна главоболка. Податаму може да имаме зуење во ушите, тинитус, во однос на постурата кај децата, значи штом не се развие добро овој зглоб, како јас велам како покрив на куќата, ако он е крив понатаму постуралниот дел на телото кај децата страда, значи сколиози, кифози, сето тоа е еден интердисциплинарен пристап кој што треба да се третира. Болки во ушите, ми доаѓаат пациенти, бев на милион ушни лекари, ми рекоа не е од увото. Значи една навистина богата плејада на симптоми, затоа и големи бројот на пациентите кои страдаат од овој синдром. Да, и ете во тоа моје истражување исто најдов на информација дека голем број пациентите кои што се соочуваат со овој проблем сметаат дека тоа е инфекција на уво и одат кај оториноларинголог. Каде треба да се обратат луѓето кога имаат вакви проблеми? Значи, доколку оториноларингологот утврди дека не е инфекција на увото, тогаш треба да се упатат кај специјалист кој што работи темпоромандибуларно нарушување. Значи, буквално има голема корелација и треба навистина да се... Па и чести инфекции на еднострано, ако се еднострано, особено на увото, треба повторно да се консултира специјалист кој што ќе, доколку се, значи, се намести зглобот каде што треба и се декомпримира ушниот апарат, во тој случај и инфекциите ќе бидат намалени. Стигнуваме до моментот како се лекува, каков е третманот за овие нарушувања. Може ли да објасниме? Значи, и третманот е различен зависно од дијагнозата и од почетната дијагноза и почетната ситуација кај пациентот. Кај повозрасните пациенти имаме малку поразличен пристап, кај помладите малку поразличен. Како и да е, третманот е насочен кон тоа да се стабилизира зглобот, да се позиционира во најдобра состојба. Денеска со помош на 3D дијагностиката и 3D центарот кој што ги правиме сите снимања со детално поставување на зглобот во својата зглобна јама, можеме да детектираме сите нарушувања на зглобните површини, капсулата и така натаму, и како дијагностичка алатка ни се предизвик за да јас потоа како специјалист можам да го поставам зглобот во правилна позиција со изработување на сплинтови и на тој начин ќе му дадеме на пациентот ослободување од болката, ќе дадеме шанса на ткивата во околината да се обноват и едноставно симптомите еден по еден да исчезнат. Значи, основно е дека треба да се изработи соодветен сплинт со кој што ќе го постави зглобот во јамата, лево и десно, ќе направи баланс на мускулатурата. Тука се уклучуваат и разни други алатки како кондилографија, електромиографија, значи за да се и другите структури освен коскените кои што можеме да ги верифицираме со 3D снимка. Дишните патишта исто може да се отворат, па кај пациенти кои што, бидејќи не напоменав дека слип апнејата и ноќниот глад за воздух е исто еден од симптомите на темпоромандибуларно нарушување, па со верификација на дишните патишта исто имаме веќе можност со 3D дијагностика да го верифицираме истото. Може тој сплинт да биде направен и врз основа на тие мерења, па да му помогнеме и од тој аспект на пациентот. Кај помладите пациенти одиме со вежби и претежно со ортодонтска терапија, но со благи системи, со благи сили, затоа што, верувате, многу деликатно да се работи со овие пациенти, за да наместите зглоб и околни структури, да наместите во баланс, навистина ви треба спретност во самата и во водењето на терапијата. Тука се вклучува и физиотерапија, тенс, имаме и апликативни инјекциони техники, PRP, од крв се вади, плазмата се користи, се инјектира во зглобот доколку имаме оштетување на зглобните површини. Кај пациенти со јаки болки, мезотерапевтски се употребуваат анестетички раствори, значи една плејада на терапевтски методи, зависно, значи ќе повторам во кој стадиум на нарушување и какво е на нарушувањето кај пациентот се употребува. Да, сигурно постојат стадиуми, дали тоа доктор ќе значи дека и во овој проблем треба навремено да се реагира, колку влијае тоа доколку навреме се дојде
на лекар? Многу, затоа што знаете кога ќе се атакираат повеќе структури, освен зглобните површини, кога и дискот, и мускулатурата, и нервите, веќе е многу потешко да се реагира и бара една долготрајност во терапијата и посветеност и од страна на пациентот и од страна на терапевтот. Не може да исчезне преку ноќ, бидејќи ова е симптоматологија и патологија која траела со години и навистина потешко се третира. Не може од денес за утре и си бара посветеност. Да, дали и уште само за крај, дали е честа појава помеѓу нашата популација, дали овој проблем е честа појава кај нашите сограѓани? Да, многу често се повеќе пациенти се јавуваат, се повеќе стануваат свесни дека тоа може како проблем да се реши, бидејќи знаете како доколку ќе напоменам, долго време не се третираше и доколку остане нетретирано, пациентите се повеќе навлегуваат во еден зачаран круг каде што потешко може да се извлечат од овие состојби. При протетските изработки, имплантопротетика, да знаете како се што се развива, па и во нашиот свет, како што се развива стоматологијата и веќе можностите што им ги нудиме на пациентите се поотворени, и очекувањата на пациентите се поголеми. Така да и ние имаме една навистина значена улога која што треба да ја одиграме и да ја оправдаме довербата пред пациентите. Докторка Елена Василевска-Ѓорѓиева, ви благодарам многу за вашето гостување и благодарам за сите совети што ги споделивте. Ви благодарам што чест ми беше уште еднаш да напоменам да бидам ваш гостин. Благодарам уште еднаш. Да, почитувани, ви благодарам и на вас за вниманието. Ова беше уште еден број на минути за стоматологија. Продолжете и понатаму да не следите.